Определувањето на 30-дневен притвор за кочанскиот бизнисмен Ванчо Ѓорѓиев води кон претпоставката дека тој бил мозокот во аферата хеликоптери, но тоа доправа треба да го покаже истрагата по обвиненијата. Токму поради тоа во Кочани кружат прашањата колку краја за размотување има клопчето во оваа мега афера и докаде допира нивниот крај. Државата секогаш доследно се бори да си го земе своето и затоа милионите долари наменети за ремонт на армиските хеликоптери, кои летнале од Министерството за одбрана и завршиле на приватни сметки или на фирми блиску до неколкумина бизнисмени, поранешни македонски пратеници и вработени во Министерството за одбрана, кои се уапсени во акцијата Арсенал, сега ќе кружат во обратна насока, за да слетаат од каде што полетале. 54-годишниот бизнисмен Бранко Бојаджиевски, по потекло од Кочани, потоа поранешниот прв логистичар во Министерството за одбрана Нелко Менкиновски и поранешните пратеници Ванчо Ѓорѓиев и Душан Николовски се осомничени како централни фигури во аферата Арсенал, во која вчера наутро беа уапсени 9 мина. Тие се товарат дека испрале над 2,7 милиони долари со наводно сервисирање на армиските хеликоптери и прикажување нереални цени за сервисирање на леталата. Сумите се перени преку фирми во Бугарија, Кипар и Велика Британија. Мега криминалот за кочански прилики се одвива во периодот од 2004 до 2009 година, а во перењето пари учествували и собственикот на кочански деликатес Ванчо Ѓорѓиев и Душан Николовски, поранешни пратеници од СДСМ, а вториот и директор на фабриката Сувенир Самоков. Полицијата ги уапсила 9 мина осомничени и против нив поднела кривични пријави за злосторничко здружување, за перење пари, за фалсификување и за злоупотреба на службената положба. МВР вака го расветлува случајот. Бизнисменот Бојаджиевски во 2004 година со својата сестра Валентина Ѓорѓиева, сопруга на Ванчо Ѓорѓиев и неговиот брат Владо Ѓорѓиев, се договориле да учествуваат во сделката за сервисирање на 6 армиски хеликоптери во Украина. Потоа со помош на останатите осомничени прикажале нереални цени за извршување на ремонтот. Разликата, односно вишокот од парите, според МВР, го испрале преку 3 фирми во странство со цел надлежните институции да немаат увид на паричните текови, деловните активности и работењето на истите. За таа цел ги основале фирмите Дрвомак ЛТД во Благоевград, Бугарија на супружниците Ѓорѓиеви и фирмата КЛ Техно Сервисис ЛТД во Ливерпул, Велика Британија, чиј основач, собственик и директор е Љупчо Кабов од Кочани. Овластен подписник на нерезидентните сметки на двете фирми, кои биле во Комерцијална банка АД Скопје, бил Бојаджиевски, кој се јавува и како основач и собственик на ПТП Деликатес Трейдинг ЛТД од Кипар. Според МВР, договорот за сервисирање на хеликоптерите со украинската фирма Укринмаш бил подпишан во 4 очи помеѓу Министерството за одбрана, Сувенир и Специјал опрема Скопје, кој преку Дрвомак и КЛ Техно Сервисис ги ангажирале украинците. Целокупната кореспонденција помеѓу нив одела преку тогашниот началник на секторот за логистика Менкиновски, кој не презел ништо да ги заштити интересите на Министерството за одбрана, иако имал увид во вредностите на сите договори со украинските изведувачи на ремонтите. На тој начин државата исплатила 1,7 милиони долари повеќе од реалната цена, а во корист на Дрвомак. Николовски пак преку Сувенир има возможил на осомничените нелегално да заработат 935.000 долари, кои били уплатени во корист на Дрвомак на нерезидентната сметка во Комерцијална банка. Осомничените Јовица Ѓуричич, собственик на Специјална опрема Скопје, и Живка П, управител во фирмата, овозможиле преку нивната компанија на нерезидентната сметка на Дрвомак да бидат уплатени 807.300 долари и уште 1,1 милион долари на сметката на КЛ Техно Сервисис. Дел од вака исплатените девизи од сметката на Дрвомак со прикажување фиктивни деловни односи неосновано биле насочени кон фирмите Делтекст 30.000 долари, Делта Текско 173.000 долари, Студио Д 117.000 долари, сите собственост на Ѓорѓиеви, како и Елконет Агенс 13.000 долари. На тој начин дел од парите биле пуштени во легалниот промет во земјава. Расветлувањето на случајот започнало во февруари годинава, пошто уследиле наредба од надлежниот јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција за спроведување истрага.
Инаку Бојаджиевски во ноември 2009 година бил осомничен дека заедно со екс-пратеникот на СДСМ од Кочани Милијан Донов нелегално набавиле мини, односно ракети од Хрватска. Двајцата добија кривични пријави за уништување деловни книги и за перење пари, за да заработат 144.000 американски долари за сметка на Министерството за одбрана. Бојаджиевски во 2001 година како овластен потписник на сметката на Еконет Агенс, каде што основач бил Андонов, склучил договор со Министерството за одбрана за набавка на 2000 парчиња мини од калибар 120 мм од Државната Хрватска агенција за трговија со оружје по цена од 560.000 долари. Мините чинеле 416.000 долари, а остатокот од 144.000 долари го прикажале како фиктивен влез на стока во Еконет Агенс од кипарската фирма ПТП Деликатес Трейдинг ЛТД на Бојаджиевски.